Контрабасот е темелот на целата музичка архитектура. Тој е најголемиот и најдлабокиот инструмент во семејството гудачки инструменти и без него музиката би немала подлога и длабочина. Поради својата големина, музичарот мора да свири простум или седнат на висока столица. Во класичната музика тоа е ритмичката и хармонската основа на оркестарот. Во тангото не само што го означува ритмот, туку се користи и како перкусија која се постигнува со удирање по дрвеното тело. Обично ја дуплира линијата на виолончелата, но една октава пониско. Настанува како комбинација на виола да гамба и виолина, а е нарекуван и виолоне или виолон. Се користи во камерната музика, во симфониската, го има и во операта, но и во џез музиката. За разлика од другите гудачки инструменти, кои се штимаат на квинти, контрабасот се штима на кварти, тоа е основата на звучната пирамида. Оркестарот се гради од дното кон врвот, па така, ако контрабасот е раштиман, целиот оркестар звучи раштимано, дури и ако виолините се совршени. Тоа е и ритмички мотор. Заедно со тимпаните, контрабасот го означува пулсот на оркестарот. Вечерва со нас еден од нашите најталентирани музичари, водачот на секцијата контрабаси на Македонската филхармонија, Александар Поп-Христов. Александар, добре дојде во Трафика. Фала ти на поканата, Ненаде. Се надевам, убаво го најавив твојот инструмент. Прекрасно го најавив, морам да ти признам. Со тоа што ти започна во нижото училиште, музичко училиште, не со контрабас, со виолина, предпоставам и поради големината како дете или поради нешто друго? Мајка ми имаше многу голема желба ја да бидам виолинист. Брат ми Кили да биде клавирист, а најмалиот ми брат челист. Така тргнавме јас со мојата виолина. Моето нижо училиште беше во тоа школа, се наоѓаше дури во населбата Деба Ормало. Почнавме од тамо. Старото музичка школа беше тамо и мислам дека сум и последната генерација која беше тамо, па после се префрли кај што е сега. Почнав со виолина, да, имам нижо виолина, но во меѓувреме ја открив и гитарата. Мора да признам, во моето школување и негде тамо од пето натаму, 8 оделение, више фатив сериозно да ја работам и се роди голема љубов. Така да виолината некако ја ставив во друг план, а некако тоа високите тони некако ми смета, не ме возбудуваат доволно. Веројатно ми е потребно малце ниска темел. Низок темел, да. И сакав да се упишам на гитара ја во средната школа, но тогаш и немаше смер гитара. Така да го запознавме од професор Велко Тодевски, кој ме повика да бидам во неговата класа. Така, кај Велко Тодевски има завршено и средно, кај него завршив и средна школа, и магистерски. Да. Баш имав таа среќа што успеав да ја од почеток до крај кај него да завршам целата таа школа и понатаму да терам неговата школа. Така да. Сега си во улога на професорите, работиш на факултетот, работиш како вонреден професор или веќе си редовен? Не, вонреден сум доцент. Работам сум во филхармонијата, така морам на едно место да бидам како редовен. Иначе хонорарно сум од 2017 година. Така, почна твојата музичка кариера, оваа нели класичната, почнува во суштина во Македонската тогашна опера и балет, односно сега Национална опера и балет, па дури една година подоцна во 93-та се префрлаш во филхармонија. Вака јас почнав прво како стипендист 88-ма.
2 години работев како стипендист во операта и бев вработен после тоа 2 години. Значи, 4 години проведов тамо. Една прекрасна школа за секој музичар, нормално. Тоа ќе кажав, има разлика, нели? Сепак Има се разлика, друга да. Класична музика, ма друга, вамо повеќе се опери, Да, вамо овде е повеќе сценска музика, се работи на сцена, се работи со балет, се работи со вокални... Се работи долу во дупката. се работи доле во дупка, да. Мора да се прати диригент цело време, мора да се има контакт со сите. Така. Навеќе со диригентот. Така да имав потреба да искочам од таа дупка. Така. И Да те видат малку. евентуално. И да се префрлам вамо, пошто овде секоја недела е нешто ново. Така. Нов материјал е секогаш, а ја имам желба цело време да свирам нешто ново, така да многу повеќе ми одговараше. Поголем предизвик е секако да, Да. за тоа што вамо се повторуваат. Потоа некои 5 години од прилика по вработувањето стануваш и водач на контрабасите, што претпоставувам е одговорна работа, нели? Сепак си ти првиот, па колку контрабас има во при една изведба? Повеќе? Па зависи од потребата. Моментално сме 8 контрабасисти. Има 20 водачи и остаток, и 7. Така да... Што беше прашањето, извини? Колку е одговорно Многу е да одговорно. си... Како и да е одговорност. Нели, да ги... На секој водач. Секој водач има одговорност за својата група. Секој стреми да му групата звучи синхронизирано и во иста боја. А тоа е многу важно. Така да ако има потреба, имаме и секцијски проби, кај што одвоено ги сработуваме тие проблеми. Тоа ке прашав, имате посебни проби, нели? Само да речам... Имаме и посебни проби, да, кај што само нашата група работи. И ги расчистуваме проблемите, поголеми или помали, така да на сцена мора да е свето испеглано и да звучи као еден. Филхармонијата, од кога знам за неа, звучала секојаш совршено ретко. Не се сеќам дека нешто имало киксови во филхармонија. Знаете, кога ќе се искочи на таа сцена, секогаш максимумот се дава. Да. Тука нема на резерва, нема ништо оставено. Пред да продолжиме за музиката и она што си како музичар, кажи ми само накратко, како професор, што е она што сакаш да им го пренесеш на децата кои што ќе бидат идни контрабасисти? Моето знаење. Така. Да. Занаетот што велите вие музичари. Тоа претпоставам на секој професор има таква желба своето знаење да го пренесе понатаму. Да. Така да стремам тоа што го знам ја, а има многу детали кои треба многу да се средат и довршат во текот на школувањето, така да затоа и професорот тука. Па и на некој која не доаѓа спремен, нормално ја не му се лута, не му наоѓа мана. Не можел тогаш да дојде таков. Заедно ќе седнеме и ќе работиме тамани да му покажам како поедноставно да си вежба дома и да ги совлада проблемите. Да. Колку време е потребно вежбање за да се свири добро? Премногу, претпоставам во денот се уште вежбаш постојано? Секој музичар мора да се одржува константно. Поради агилноста на прсти, на... Да, како ги остиш, еве, и 2-3 дена више осеќаш дека више онака имаш потреба да се раздвижиш некако, ти фали тоа, така да не радо оставам инструмент, нормално, пошто напротив, ако имам нешто што треба да се спреми, тоа е константно со него работа, темелна работа, со голема концентрација, иначе не можеш бити неконцентриран да онака успут да проаѓаш, тоа више и нема зашто. Така да со голема концентрација све што се прави, се прави. Младински оркестар, камерен оркестар на радио телевизија Скопје, Балканска филхармонија, Приштински симфониски оркестар, No Borders оркестар, Феймс, еден ред други оркестри, богата музичка кариера. Би сакал да ни раскажеш помалку за сите, од младинскиот кога си почнал, претпоставуваме интересно. Да, па во текот на моето школување работеше на младинскиот оркестар. Секоја година ја даваше концерти за 2 август. И беше едно прекрасно доживување да се спремите концерти, да се даде едно богато искуство. После улета радио оркестарот, камерниот оркестар, професионален оркестар, кај што
увидов уствари колку е значајна таа работа. Таму работев со мојот професор Велко Тодевски, заедно на пулт. И потоа се отворија патишта понатаму со разноразни други понуди за други оркестри. И нормално Famous студиото надалеку познато, нормално со... Сега видов дека деновиве се снимаше нешто, музика за Cloud, се вика проектот, нешто ми излезе кај... Да. Кај Кондратенко. Секогаш има нека ново постојано ставо, е така? Да, постојано. Они работат и со Боливуд и со Холивуд. Поврзани се сегде ни светот, имаат професионален оркестар. Јас сум и во тој оркестар исто лидер. Така да тој работи константно и кога други не работат и тој работи. Така да нонстоп е. Дали филмови, светски филмови, дали драми, дали анимирани филмови, константно. Видеоигри, се свират да, за тамо се. се снимаат професионално, да. Имаш настапувано низ цел свет, во многу земји. Низ твоето CV кога шетав, разгледував Карнеги Хол и Линколн центарот во Њујорк. Сигурно е чувството преубаво, нели? Какви беа тие искуства? И кога нормално бевте? дека е посебно чувството што со тоа што си дојде на такво место више ти е гранде работа. Така да па дури и таа промаја што ја имаше на сцената не сметаше, беше пријатна. Така. Обично ние се жалиме. Да, Промаја дува од овде од онде, али овде беше така пријатно, толку беше убаво, така да не ми засмета мене, напротив, баш ми дојде пријатно. И чувството е посебно, нормално. Секоја сцена нуди нека убавина. Сигурно. Било каде да си. Секоја нуди нешто посебно, така да... Би сакал да секој ми е издвоиш посебно. некоја, не знам, некоја случка или некој прием на публиката во некој од тие твои настапи низ светот. Нешто сигурно ти си има врежано во сеќавање посебно. Има милион такви случаи, посебно после концерти, честитање и такви работи. Али друго е, пошто јас се бавам и со друг стил на музика и со рок музиката и нормално и работев и со други бендови. Тамо е малце понагласено тоа, тамо може да ти дојат 20.000 луѓе и наеднаш да ти викнат и тоа енергија да осетиш, па да го почувствуваш тоа, па еден фидбек да има и Тој да те адреналин е дигнат у облаци, да поинаков. уживаш во тоа што го правиш. но. Така имаш работено со Владко Стефановски, со Кирил Џајковски, со... Ајде, кажи ми кои се... Па да, они се... мислам, Гаро и Парамециум. една уште од као мал имав една желба да се спојам со такви великани. Така да ја имав таа среќа и можност да бидам повикан од нив. Работев со Гаро, да, Гаро Парамециум, едно преубаво, еден убав прекрасен период со него. Пошто потоа се споив со Владко Стефановски, го оформивме триото на Владко, да. Каде што на секаде си идеш, многу турнеи, многу сцени, многу дешавање, многу убави моменти, стварно и многу богато искуство со него. Да. И сега кога го споредиме... Тамо свирев бас гитара. така, тоа Тамо сега да сум речем, бас свириш гитарче, гитара, да. бас гитара, Тамо сум. и свириш и пијано нормално како, Да, тоа нели, како дел од вашето образование. Други таленти имаш? Скриени. Имам, али тие нека останат Тие тајна нека се добро. Имаш свирени на Exit. Да, Тоа ми тамо се бев виде. со Кирил Џајковски. Тоа е веќе лудило, Тоа е нели? више, да, тоа е више една друга страна. Сосем нешто друго од класиката, така да. Годинава се шират, колку сватив од медиумите, дека ќе има дел Exit и во Македонија. Дека ќе го има на повеќе локации, една е од нив Македонија. Па тоа би било Да, фантастично. тоа е интересно Да, добро. што се шири Exit на Тој таков начин. фестивал е стварно светски фестивал, Да. неверојатно организиран и припремен. Има, бар тогаш ја кога бев, имаше едно 25-30 стејџа, посебни, се разноврстни музики и стилови. Ние гостувавме на мейн стејџот на главната сцена, така да беше едно преубаво искуство.
Верувам, целиот град живее со тоа. Живеат колку време трае? Трае една недела, да речеме. Трае неколку дена, да. Да, и тоа целиот град живее со тоа. Живее, да, тасно. Имаш свирено и во Обединети нации. Да. Како настап го забележав? Тамо бев со триото на Владко Стефановски. Бевме поканети во зградата на Обединетите нации. Настапивме. И беше стварно супер. И да се влезе во таа зграда е многу интересно. Дали е да сигурно, нели? Не оди секој ден во Обединети нации. Салата беше не камерна, не беше нека огромна сала. Така беше некој интерен настап, али беше сепак едно чувството е поинакво. Кога зборуваме за класична, ако направиш споредба, сигурно ти е различно, не сигурно, различно е сосема таа музика и музиката што ја свирите во филхармонија, различен инструментот. Адреналинот ти е поинаков? Е. И чувството што повеќе, или со годините се менува, или имаш некоја повеќе поголема llубов кон едното или другото? Имам љубов према двете, исто така, али најде кога искачате на класична сцена, пооблечен дотеран со машница, со све тоа, чувството е малце подругаче, знаете, и стилот на музиката бара нешто друго, многу посериозно. Таа сцена, рок сцената е малце послободна, нормално, и дава други можности и други изрази нормално. И друга поврзаност со публиката. Во поглед на класичната музика, за кога зборуваме за контрабас, солоделници има во третиот став од првата симфонија на Малер, која што звучи интересно. Таму мислам дека беше оној Фрере Жак така, во мол. Во мол и тажна, бавна. Потоа го имаме Камил Сен-Санс во Кралството на животните, Карневал на животните, Слонот го представува. Така е. И деветата симфонија на Бетовен, пред да започне Одата на радоста, се вели дека виолончелата и контрабасот прават муавет, нели, еден речитатив има. Да. Имаш ли ти дело кој ти се допаѓа посебно од сите дела каде што се појавува, нели, и контрабасот? Нешто што навистина ти е мерак голем да го свириш? Има многу такви дела кои ми се мерак да ги свирам. Има композитори кои пишуваат за контрабас, напишале за контрабас многу преубави дела. Меѓу нив се Ботесини, Кусевицки, Дитерсдорф. Меѓу најпознатите, тие се тројца композитори за кои се барат сегден из светот за било која аудиција за вработување, се барат конкретно тие. Ботезини во суштина ви е најплодниот, односно не знам, може би и првиот е што пишува. Неговиот втор концерт се смета дека Аранхуес, концерт за Аранхуес за контрабасисти, нели направи. Првиот мислам дека Драгонети го има школа почната за контрабас, и он го користи контрабасот кој има 3 жици. Па после Ботесини исто го имам видено на слика дека исто го користи истиот контрабас на 3 жици, али после станува стандардна 4 жична, па и 5 по која треба понизок. Да, во оркестрите се користи 5-жични. Јас ги преслушав делата на Карл Дитерс фон Дитерсдорф, што го спомена, го Ботезини, и мене ми се допаѓа концертот во Едур, неговиот на прекрасен е. Да. Ти ми кажа дека повеќе имаш ли свирено некој од овие? Сите? Да. И секој што студира мора да ги помине овие. Затоа ви кажав, да ги бараат овие. Секоја аудиција мора овие да се знаат. Остатокот е нешто друго што се бара, дали некоја виртуозно, некоја пиеса, било што од Бах. Али претежно се барат овие за да се види која е спретноста, како работиш со мелодија и така. Во многу наврати, например, аријата Каста Дива од Норма е снимена во виолина изведба, нели наместо оној сопранскиот глас, ја има со виолончело. Мислиш дека може да се отсвири или премногу е низо? Има многу дела кои се преработени од виолински, дали од виолончело. Да, видов дека Лучија ди Ламермури има. Видите Чардаш го свират више на контрабас, никаков проблем.
Така, Така нели? да има транспонирани дела кои се посебно за контратранспонирани, кои сонати, кај концерти, многу дела. Транспонирани интересно и транспонирачки инструмент е, тоа исто треба да споменеме како обоата, мислам дека и таа беше или англискиот рок, каде што се пишува во еден И тон. не само она, и другите дувачки инструменти, и трубите, и Така, нели, хорните еден тон тонови повисоко пишува. се напишани, а звучат еден тон Да. пониско кога се свири. Треба така? да знаеш да транспонираш на лице место. Гледаш една нота, другачија свириш. А така, ти ја Тоа гледаш? Не е баш едноставна работа. Сигурно не. Да, али конкретно за контраба се транспонира цел текст. Рецимо да одговари на таа лага што треба да се изведува, така да се прилагодува конкретно за тој инструмент. Свирењето контрабас е речиси спорт, нели? Екстремно дебели жици има, 4, рековме 5 се додава ако треба понизок тон. Дури има и некаде додаток што се додава за да се постигнат пониски тонови. Тоа што читав јас, нели? И вели за да се притисне жицата на вратот, вие сте наведнати, во суштина сте единствените што свирите со спуштени рамена кога свирите контрабас. Колку рековме секој ден е вежбање, ма колку сила треба за да се отсвирит, бидејќи виолината е движење на прстите, но кај вас е движење на, нели, по телото на целата рака по вратот. Кај нас е многу важно да си опуштен. Целото тело да ти е опуштено, за да цела снага на опуштеност ти Седиш отиде или во свири, тонот. или стоиш кога свирите? Па зависи од потреба. И стојам и седам. Ако е некоја соло изведба, онда можам стоечки. Иначе оркестарските обично се седечки. Така да тоа што сме со спуштени рамења, тоа е не секој го прави тоа така. Иначе не е неопходно да се тие спуштени затоа што цело тело мора да е опуштено за да се припреми и десната и левата рака. Така да целата таа снага, уште професорот Велко кога ни каже се, цела тежина треба да ти падне овде. На крајна викам како е тоа возможно? Така да тоа се изведува со вежби, со работа, со концентрирана работа, кајде што научуваш да се опушташ и левата и десната рака, пошто десната рака ти го дава тонот, тонот ти го дава, а левата го произведува бојата на тонот, со вибрато, со све, така да мора да се у координација. Многу би сакал да седнам и тоа убаво седам и да ми покажете во филхармонија, не Не, само проблем, контрабас и другите. Да. Контрабасот е во суштина огромен, најголем е во оркестарот, нели? Нема поголем? Па има поголем контрабас од обичен контрабас. И тоа постои октобас. Октобасот Тоа е некој само 4 поголем, метри до 5 метри висина. ама не се користи. Не се користи, тој служи за ефекти посебно. Така да го има и тоа постои. Прочитав дека ово е вториот, дека октобасот е поголем, ама Да, иначе контрабасот користи два вида жици. Еден вид за оркестарско свирење, друг вид за соло свирење. Така да тие за соло се штимат за една секунда повисоко, за да има и висини самиот инструмент, а да има и дубини. 1,80 м од прилика висок, колку еден просечен македонец, така? Па, од прилика, да. Твојот е, предпоставам, 3/4 контрабас, нели има неколку вида, од 10 до 15 килограми може да тежи, во зависност од дрвото. Дрвото, да споменеме, предниот дел се прави од смрека, она што јас читав, дека... Вие сте се упатиле, добро? Да. Или јавор. Страниците е јавор и вратникот, делот кај жиците од абонос. Лакирањето е исто многу важно во повеќе слоеви. Тука лежи тајната на секој градител. Која нормално твојата тајна не ја одава, не ја кажува на друг, си ја држи љубоморно и тоа е сосем нормално, да. Вели дека ако не е убаво лакиран, дека звукот точно нема да биде... Ајде да им објасниме малку. Имате внатре го има оној дел, нели горе е полжавот, па имаме внатре душата, таа што се вика душичка. Вие како ја викате? Има душа која ги спаја и горната даска и долната даска. Така, што е басовата греда, нели? Да. И басова греда која се наоѓа по должина на самиот корпус. Како се мрдне малку душата... Таа не, ако се мрдне, отиде се. Да, има промена на звук. Сега зависи што бараш, каков бараш, дали повеќе дубина, повеќе висина, но однос на тоа го се помера душата и тука можеш да ја добиеш таа боја која би сакал да ја постигнеш.
Кога зборуваме за гудалото, вие сте поделени на две школи во суштина контрабас. Германска или француска школа, да. така? Има уште една, италијанска. Па Таа е со помала жабица и таа се држи баш онака као стап. Ја фаќаш вака и така се користи. Француската е повеќе као виолинистичка и челистичка техника, која овозможува во случајов, пошто ја ги работев и двете, и трите во случајов, ги знам двете техники, француската и германската. Француската нуди малце поспретност, поголема за технички изведби, за кратки ноти, стаката, стакатисими и такви работи. Германската школа е поприродно отварање на десната рака. Вели дека од долу се држи, нели? Поинаку така? Се држи малце другаче. Француската е овака, германската е овака, од озгора. Така да, отварањето на раката е поприродно кај германската, така да долгите ноти, што ги викаме ние компири, поедноставно и попријатно е да ги свириш на тој начин. Така да, има мала разлика, меѓу двете школи се убаво да се знаат. Ја имав таа среќа да ги знам и двете школи. Така, а кажи ми, добро изработен контрабас кај нас нема лутиери секако, за контрабас па уште помалку. Порано беше многу голема мака да се најде добар инструмент. Ете, тоа сакав. Голема мака. Ја имав среќа да најдам на добар инструмент, мој приватен инструмент, кој неверојатно тешко се наоѓа бар овде на нашето подневје. Имам фантастичен инструмент кој е германски инструмент Рубнер од фирмата Рубнер. Така да, али сега дојде такво време да може да си најдат и овде добар инструмент. Конечно има градител овде. Имаме градител. Да, еден мој драг пријател и колега и другар, Зоран Павловски, кој прави феноменални инструменти. Ја користам негов инструмент за потребите на Македонската филхармонија. Као водач имам негов инструмент, соло контрабас, кој служи и за соло изведби, и за оркестарски изведби, така да топло го препорачувам Зоран Павловски као градител. Треба да се знае тоа. Да, за младите генерации да знаат кај би можеле да најдат. Така. Еве конкретно е на мојот син. Имам 3 деца. Знам дека тоа ќе дојдеме до тоа. Добро, бидеме. Имаш 3 деца, да. Тоа ти е оној приватниот дел. 2 сина и 1 керка. 2 сина и 1 керка, да. Ајде, Конкретно за првиот сакав да кажам, пошто е контрабасист, он тргна по моите стапки. Да, тргна? Да. Конкретно сакам да му земам еден таков квалитетен инструмент од кај мојот другар Зоран Павловски, така да сме у тој смер сега. Преубаво. Да. А другите две беше едниот е Филип, едниот најголемиот. Керка ми Анисија, да. Така. И најмалиот ми Алексеј. Најмалиот Алексеј. Алексеј, да. Они се исто по уметноста, али гледам повеќе се према цртањето. И вајањето сакаат да работат со глина, со цртање, со такви работи. Мада, кога ќе фатам ја инструмент, одма вика, дај ми мене. И мене. И онда морам све да донесам и они да може да свират, додека јас си го работам своето. Да. Се забавуваш. Така да им оставам да осетат потреба да видат дали тоа може да ќе им биде следниот позив. Така да видиме. Ти веќе доаѓаш од едно уметничко семејство, еве кога веќе отидовме до семејството браќата Кошулчеви да ги спомнеме, односно брат Тикили, актерот и Кирил Попхристов и најмалиот брат кој што го викате Мио, а се вика Попхристов, Владимир. Така, Владимир Попхристов. Да. Ајде раскажи малку за тоа трио што го имавте. Нашиот настав со браќата Кошулчеви. Тоа е нашето партизанско име. Така. Браќата Кошулчеви. Еден ден Кили кажа, бе браќа, доста се зезаме, све дома сириме, све што правиме дома си го правиме и кефе. Дај малце да покажеме што знаеме и надвор. Ја имавме понудата од Ранко за Бубамара. Тука настапивме, ја спремивме композицијата и делото, фантастично дело, Боемска рапсодија од Queen. И тука се покажавме тоа што го знаеме и умееме. Така. Да. И испадна фантастично, морам да признам. Тука ни беа придружба и Ана Костовска, Нина, ќерката на Кили, Гоци Джоле,
пратечи дел од бендот, бубање бас, така да искочи прекрасно. Морам да се пофалам. Тој дел. Убаво што ете од уметничко семејство продолжуваш сега и со твоите деца. Кога сме кај тоа дека уметноста, еве, ти ја пренесуваш на децата, тие сликаат, сакаат да цртат, нели сакаат, но сакаат инструменти. Како мислиш дека има во кај нашата нација, нели, однос кон уметноста? Колку е застапено кај еве семејства што не се уметнички? И како можеме да ги поттикнеме сите деца, еве, да ја сакаат уметноста од мали? Бидејќи сигурно има скриени таленти. Тоа ми е мене. Тоа не мора да зависи тоа од фамилија, фамилиарно дал тоа се. Да, не мора да е. Не мора да значи, рецимо, има кај мене студенти кои нивните родители немаат допирна точка со музика, а детето одбрало контрабас. Значи, ја ga и прашам како го одбра. Така да нема големо влијание тоа, мада има влијание сепак, нормално, ако е музичка фамилија. Апсолутно е дека изложеноста е многу поголема, апсолутно, тоа е. Да, нас мајка ни не усмери према музичката уметност. Она ни кажа: "Децо, учете музика за да се уживате цел живот." Што многу добро ви така ни кажи и така почнавме нормално. Иако татко ми беше, морам да признам, тата Поп беше најталентираниот музички. Не беше толку образован нормално, иако беше многу образован, беше неверојатно талентиран музички, иако беше доктор по струка, инфектолог, но нормално секогаш беше тука за нас, за све што да ни треба и голема потпора. Како беше детството да се расте тројца мускетари дома? Весело. Многу весело. Не ни прашувам за пубертетски денови. Секој ден имаше некој ново доживување. Да. Секогаш беше со музика поврзано, со играње, со зезање, со свирење. Така да, секогаш беше весело, можам да кажам. Уметноста кај нас, еве, пренесувањето на децата го имаме во училиштата, го имаме во хорови детски, како од секоја што постоеле, нели, како пионерскиот дом Карпош, сега се вика поинаку местото. Уметноста воопшто кај нас, какво место има? Што мислиш и музиката? Едно твое видување како... Па има, не е дека нема. Имаме, секако имаме. Мене ми е најинтересно што не имаме многу голем талент во народот. Кај нас има талентирани, луѓето имаат слух, претежно. Луѓето имаат ритам. Македонскиот народ е еден од на Балканов што имаме доста добар ритам. Неколку ромите, ама имаме ритам. Има и можности, мада не толку многу како што има надвор, фала Богу, него имаме и овде и кај нас. Имаме доста места кај што може да се изведбат, има доста концертни сали, клубови кај што може исто така, зависи од кој вид на музиката, така има школа за конкретно, можем да спомнам Enterprise, кај што младите ги учи на тој смер, на рокот смерот, така да син ми иди таа школа ја користи и класичната музика и рок школата, така да секој со своите потреби и желби, зависи кој колку ги има. Да. Не ми кажа други таленти. Ќе остане сепак тајна? Скромен сум, нека остане тајна. Добро. Да. Освен децата и животот, нели, дома со музиката и на работа, што друго те прави среќен? Што друго сакаш да правиш? Какви хобија имаш? Не те прашам веќе за инструментот, да не биде како да сме на испит. Па, какви хобија имам? Ја немам многу време за хобија други. Имам по дома нешто да си направам, да заштрафам, да направам, тоа не е проблем никаков. Али претежно посветен сум на конкретно на музикава и на инструментите, одоколу што ги знам да ги свирам, така да нема многу време за нешто друго. И дали ќе офатиш овој инструмент или оној, која потреба има се, оваа недела има таква потреба, сега за следната недела треба нешто друго да се спреми, така да... Што имаме сега во филхармонија во моментов? Имаме... Па сега ќе се спрема Пета Бетовенова. Така да... Еве една покана за следниот четврток. Доволно е да се каже Пета Бетовенова, за понатаму нека биде изненадување. Добро.
совршено бегство од секојдневието. Ме интересира кој е тие. Иначе на академија сум, не знам дали спомнавме, од 2017 имам 5 дипломирани до сега кај мене. Тоа сакав да речем. Какви се тие студенти што ги имаш извадено како твои, нели? Да. Еве кажем, 5 дипломирани, од кои се И веќе почнуваат да работат некаде кај нас? Веќе 20 се вработени, едната е вработена, има 2 студентки, едната е вработена во филхармонија, едниот во опера. 2 студентки што ги спомнав сега ќе се упишат и на постдипломски студии кај мене, така да има работа весела. За некоја година ќе кажуваат ова учев кај професорот Александар Попхристов. Така. Сакам да ти подарам една книга. Мој превод Тристана. Интересна. Тристана. Фала многу. Ќе ти биде интересно хоби. Како би го опишал светот на музиката и како би го опишал твојот свет на музиката? Ова се од прашањата што... Многу шарен, знае да е. Многу шарено лик. А и еднобоен. Све зависи што се слуша, што се работи и какви потреби има. Така да... А можностите се големи, така да секој со своите потреби и желби. Како се гледаш во иднина како музичар? Па јас сум долго време веќе музичар и сум во оваа струка, можам да кажам. Колку веќе доаѓаат? Уште малку ке имаш? Работен сум во филхармонија веќе 32-3 години. Така да немам мал стаж, више се движам полека према крајот на работниот стаж. Така да немам за што да се пожалам, фала Богу. Па да, имам многу можности, имам повеќе можности, работам и во Феймс студиото, работам во филхармонија, хонорарно сум како професор, така да успут и некои свирки, знае да се десат по клубови, така да исполнет сум константно. Јас би сакал да ти се заблагодарам многу за учеството, само пред да завршиме сакам да ми кажеш што би им порачал на нашите гледачи. Па, пред се да се почитуваат меѓусобно, меѓулюдските односи да се секогаш во убави контакти, да гаат уметноста, да сакаат и почитуваат и да гледаат во светла иднина и да се стремат да направиме и таква да е. И да слушаат убава музика. И да слушаат нормално. Само тогаш се исполнет и да пренесеш убави чувства. Кога слушаш добра музика, фала Богу. Благодарам многу за учеството. Фала ти на тебе, баш ме брзо помина време, да признам. Беше вечерва со нас Александар Попхристов, уметник на контрабас. Со секоја нова композиција што ќе ја слушнеме, откриваме нови светови и нови звуци. И ве поканувам да изслушате некој од делата за контрабас, а до следната емисија на Трафика ви посакувам убави и весели мигови.